Пандемијата со коронавирусот им го отежна животот на лицата со попреченост. Дополнително и денешниот ден кој се посветува токму на нив, во Тетово помина без одбележување заради нивна заштита. Во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Тетово се регистрирани над 1000 корисници на финансиска помош по основ на одредена попреченост. Оваа категорија граѓани треба секогаш да биде во фокусот на вниманието, вели директорот Дарко Обадиќ. Во процедура се одредени законски измени на Законот за социјална заштита со кои се прошируваат услугите кои на семејствата ќе може да им бидат достапни, персонална асистенција, нега и помош во домот. Во однос на персоналната асистенција се спушта границата од 18 на 6 години. Тука се и правата од парична помош кои се предвидени за овие наши сограѓани. Секогаш моје мислење е дека треба да се преиспитаме дали правиме доволно и дали може да се направи уште повеќе. Една подолго време планирана активност што кај нас во тек на, предпоставувам, на следната недела што ќе биде направена е архитектонско решение за полесен пристап физички, тоест ќе се направи рампа. Оваа категорија на граѓани е можеби најексплицитниот пример за како може да се примени паролата едно општество за сите, имајќи во предвид дека преку третманот на државата и институциите кон овие граѓани, наши сограѓани, на сите им се дава можност за еднакво учество како на пазарот на трудот, така и во сите сфери на општеството. Само 5 до 6 деца на дневна основа го посетуваат дневниот центар за лица со ментална или телесна попреченост во Тетово од вкупно 20 корисници. Пандемијата со коронавирусот ги уплаши родителите. Дефектолозите велат дека затворањето дома негативно ќе влијае врз нивниот развој и препорачуваат родителите да ги носат децата во центрите, бидејќи работат според здравствени протоколи. Сите овие неприлики кои што го зафати општеството посебно влијаат кај оваа категорија која што спаѓа во оние ранливи групи на лица, ќе влијае на нивната социјализација, на нивната рехабилитација, на нивната ресоцијализација, така да еден апел до сите родители чии што деца се корисници на услугите на дневниот центар, дека можат да ги носат своите деца. Ние се трудиме од безбедносна страна да биде максимално на највисоко можно ниво. Така, во контактите нели со родителите, што велат, зошто не ги носат? Пресуден е стравот од вирусот, затоа што сите деца се скоро со комбинирани пречки, имаат и хронични заболувања, така да стравот од вирусот е најголема пречка. Според податоците на Светската здравствена организација, над 1 милиарда луѓе во светот живеат со некој вид на хендикеп. Стапката на инвалидност постојано се зголемува поради старењето на населението и глобалниот пораст на хронични здравствени состојби.